ЕСМ во моментов должи 20 милиони евра за помали кредити, 200 милиони евра долгорочни кредити. Па еве само 100 милиони се од дека ќе го затвориме и се потрошени за увоз на електрична енергија. Како со производствена цена од беше 100 евра, сега велите дека е намалена за 10 евра. Од производствена цена 90 евра. Не беше 130, значи скоро 140. Добро. А ние даваме на Ивана за 62. Значи така. ние правиме како ќе се извадиме? Затоа што заради тој социјален мир што се купува, и тоа е факт. Социјален мир се купува, има избори секоја година, да не се кренат цените на струјата, да не се натоварат сметките кај граѓаните, ЕСМ пропаѓа. Со овој начин на функционирање, за 2 години колку ќе должи ЕСМ? Значи вака, каде све ќе се задолжува? Во 2017 сегашниот премиер кога беше директор остави 17 милиони евра во ЕСМ. Значи со домаќинско работење можеме. Значи оставете период да видиме што ќе направи. Мислите дека имаме време, имаме воопшто може да си го дозволиме тоа, да оставиме период да видиме сега што ќе прави новото раководство со надолен тренд? 60 милиони прв квартал, 20 милиони помали кредити, 200 милиони долгорочни кредити. Продажна цена помала од производствена. Каде е тука логиката? Значи, како ќе го покриеме тоа? Има план што не може. И зошто го правиме тоа? ЕСМ е нашиот столб на енергетиката и секако дека ние сме свесни дека РЕК е стар капацитет, меѓутоа мора да сме свесни дека и ЕСМ сега вложува во нови обновливи извори, во батериски парк, се прават исто така може да има и флоутинг централа, ќе се прават и останати, значи ние исто така се менуваме. Нема да се фокусираме тотално на РЕК, ќе има и произведена енергија, ќе се зголеми производството и ќе се намали цената. Во интервју рековте дека МЕПСО не е на продажба, не може да биде на продажба и нема да биде, а ЕСМ? Никогаш не сме ни дискутирале за продажба на ЕСМ. Не е ни дискутирано за тоа, а со законот кој што беше порано изработен, имаше опција да се продаде МЕПСО. Јас сметам дека сите стратешки капацитети треба да се во сопственост на државата.